утро ве поздравуваме од книжарницата 3, кој што само пред неколку денови го објавија новото издание на книгата од Горан Стефановски "Мала книга на стапици". Горан Стефановски, како еден од најпознатите писатели на македонската современа книжевност, е автор на едни од најпознатите македонски драми, како Диво месо и Демонот од Ебармало, но и уште многу други. Добитник на голем број награди, меѓу реномираните награди Столе Попов, 11 октомври, Војден Чернодрински и уште многу други. Но токму како издавачката куќа 3 дојдоа до идеја да направат ново издание на оваа книга и зашто поточно станува збор за книгата, за кого е наменета, ова утро ќе разговараме со Бојан Саздов, кој што е главен и одговорен уредник во издавачкиот центар. Бојан, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Како дојдовте до идејата да ја реобјавите, односно да направите ново издание на оваа книга која што е издадена пред повеќе од 20 години од Горан Стефановски, токму книгата "Мала книга на стапици"? Да, па пред се знаете дека Горан Стефановски е едно од најголемите имиња во нашата книжевност. И како автор, пред се како драмски автор. Ние сме особени почитувачи на неговото дело, наистина ги сакаме неговите драми. И заедно со неговото семејство, но со фондацијата, со наследниците на неговите дела, разговаравме за што се може да се објави и што се може да се направи достапно за македонскиот читател, затоа што навистина сметаме дека неговите дела треба да бидат и во книжарниците и во сите домови. Едно од првите проекти кои што ги реализираме е токму оваа книга, која што е мала, но навистина значајна, бидејќи во неа Горан Стефановски буквално го истоја она своје знаење што го има за пишување, пред се за пишување на драмските текстови. Меѓутоа, ова е книга која што служи како помагало за секој кој што сака да земе пенкал во рака или да почне да пишува. За тоа како да се почне со креативниот процес, меѓутоа и како да се избегнат сите замки кои што се наоѓаат на тој пат кон пишување на добро и издржано драмско дело или пак било какво друго дело. Вие прималку ми споминавте дека не е нели само едно авторско дело, туку баш е помагало за пишување, дека буквално секој кој што сака да се занимава со пишување или веќе нели пишува, дека треба да го има во своите раце и да го прочита. Да, буквално е тоа мала, но многу вредна книга. Една од идеите зад оваа наша иницијатива, односно издавањето на книгата и желбата да помогнеме. Знаеме дека има многу голем број на луѓе кои што се занимаваат со пишување, бидејќи постојано добиваме и текстови во нашата редакција. И сметаме дека книга од овој тип и што е напишана од великанот Горан Стефановски, меѓутоа е книга која што навистина има вредни совети за тоа како да се напише, навистина ќе помогне на секој сегашен иден автор. Тоа било идејата и на Горан, меѓутоа и наша една заложба како 3 да помогнеме, односно да им го лесниме патот на авторите, односно на сите оние кои што го чувствуваат поривот за пишување. Тоа сметаме дека го чувствуваат многу луѓе. Да, не е нели само едно парче кое што треба да се прочита како за забава и релаксација, туку буквално може да се научи многу од него. Споминавте дека кога ја читате книгата, буквално како да ви се обраќа Горан и како да разговарате со него. Да. Буквално е како совети, како лични совети од Горан Стефановски. Кога читате книгата, како тој самиот да ви се обраќа. Бидејќи во неа нема ништо претенциозно. Навистина сака на наједноставен начин да го пренесе сето тоа знаење и искуство што го има стекнато низ годините и како автор и како професор по драматургија. И навистина концизно е затоа што сакал да го задржи минимум зборови, а да пренесе максимум тоа што го имал како знаење. Да, буквално неговото богато творештво секако е едно од она што е од позначајните нели за македонската современа книжевност. Кои се вашите планови за војднина? Дали можеби ќе може во книжарница 3, издавачкиот центар 3 војднина да направи и реиздание и на останатите драми и книги кои што се токму напишани од Горан Стефановски?
Да, токму така. Во моментов разговараме со семејството, односно со синот на Горан Стефановски, Игор, кој што наистина голем поддржуваш на издавачка сцена во Македонија. Работиме на тоа да видиме што се друго може да биде интересно и би можело да добие формат на книга. Бидејќи Горан има и други текстови, некои се повеќе познати, некои помалку познати. Меѓутоа, можам да најавам еден сигурно многу интересен проект кој што во моментот за жал не можам да го откривам. Меѓутоа, многу кај нас има голем ентузијазам и голем интерес да се реализира. И се надевам дека следното видување ќе биде токму по тој повод. А во меѓувреме сакам да кажам дека оваа мала книга на Стапици ќе инициира еден пред се ќе добие промоција во Скопје. Се надеваме дека промоцијата ќе биде во текот на овој месец. Ќе ги најавиме деталите, меѓутоа разговараме со уште еден наш голем автор Венко Андоновски да биде промотор на книгата, исто како автор, исто како драматург, меѓутоа и како пријател на Горан Стефановски, да ја представиме книгата, меѓутоа потоа и ако бидеме во можности да направиме серија предавања, односно дел практични примени на оваа книга и на крајот се надам ќе вроди тоа со некаков драмски текст кој што ќе биде задоволство за секој. Добро, ние пред официјалната промоција на книгата, сепак ќе си направиме утринска промоција во Добро утро секоја утро, но што е содржината, еве малку накратко од мала книга на Стапици, што можете да ни откриете? Па вака, книгата е концепирана околу главните прашања во составување на драмскиот текст и на текстот воопшто. Значи, секој што пишува треба да се ги постави прашањата кој, каде, зошто, како, што, и токму преку тие поглавја Горан Стефановски дава и сопствени примери, меѓутоа и примери за тоа како треба да се избегнат некои слепи пати кои што може да одведат авторот кон тоа да живее креативна блокада, да речеме. И полека преку советите кога ќе одговори авторот на сите тие прашања, на крајот може да добие едно финално заокружена целина на текст кој што понатаму бил и веројатно би бил добар и за објавување, меѓутоа најважно да биде поставен и на сцената. Да, Бојана, навистина е за поздрав, ова што еве вие први го објавивте ова дело, мала книга на Стапици, односно ја реобјавивте книгата која што е издадена уште во 2003 година и се надевам дека ќе продолжите понатаму како што споменавте со вашите планови да реиздавате и да објавувате еве и нешто што досега можеби немале можност читателите и публиката да го сретнат и да го прочитаат токму од нашиот најголем творец драмски Горан Стефановски. Се надевам и јас и благодарам за интересот и за поддршката. Мала книга на Стапици е буквално една мала книгичка која што сите оние кои што се занимаваат со пишување, тука ќе ги поздравам и колегите новинари, затоа што навистина не само дека е книга која што ќе ве релаксира и не е наменета само за оние кои што сакаат да се занимаваат со драма и со драматургија, туку буквално секој оној кој што сака да напише некаков убав и квалитетен текст, токму треба да си ја земе и да се има во своите раце мала книга на Стапици, која што можете да ја најдете во книжарницата 3.